Добар ден, почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија и јавните установи, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Општина Куманово кои не следат по пат на телевизискиот пренос. Денеска продолжуваме со работата на 55-та седница на Советот на Општина Куманово, која речиси цел ден вчера ја завршивме при крајот на работниот ден со утврдување на дневниот ред и со усвојување на записникот од претходната 54-та седница на Советот на Општина Куманово. Значи, денеска токму сме на вистинската материјална расправа, на суштинскиот почеток на првата точка од нашиот дневен ред. А првата точка од нашиот дневен ред гласи: Предлог одлука за давање согласност на измена и дополнување на годишен план за вработување во 2021 година на Општинското основно училиште Браќа Рибар од село Табановце, Кумановско. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Дали некој бара збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и ве молам да пристапиме кон гласање на оваа предлог одлука. Кој е за тоа да ја усвоиме одлуката? Ве молам со кревање на рака. Благодарам. Дали има некој против донесување на оваа одлука? Воздржани? Нема. Заклучувам дека со 17 гласа за и ниту еден против и воздржан, односно едногласно, ја усвоивме одлуката за давање согласност на измената и дополнувањето на годишниот план за вработување во 2021 година на Општинското основно училиште Браќа Рибар од село Табановце, Општина Куманово. Втората точка од денешниот дневен ред е предлог решение за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Пазариште од Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно надавање за издавање под закуп. Отварам расправа и по вака добиеното предлог решение, кое во меѓувреме го исправивме со техничка исправка на претходно воочените технички грешки. Значи, таа техничка исправка станува составен дел од ова предлог решение и како такво го отварам за расправа. Дали некој се пријавува? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог решението го ставам на гласање. Кој е за тоа да го донесеме ова решение? Ви благодарам. Дали некој е против донесувањето на ова решение? Воздржан? Нема. Заклучувам дека повторно едногласно со 17 гласа за и ниту еден против и воздржан го донесовме и ова решение. Третата точка од денешниот дневен ред гласи: Предлог одлука за давање на согласност за обезбедување на дополнителни средства од буџетот на Општина Куманово за кофинансирање на градежни активности за реконструкција на поранешниот хотел Солун, наменети за засебна сметка на проектот Заедничка историја и култура мост преку границите. Отварам расправа и по оваа предлог одлука. Поверете, дали некој се пријавува за дискусија? Се пријави советникот Осама Муадини. Поверете, колега. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани граѓани кои не следите преку средствата за јавно информирање, што се однесува на предлог одлуката за давање на согласност за обезбедување на дополнителни средства од буџетот на Општина Куманово за кофинансирање на градежни активности за реконструкција на поранешен хотел Солун, би сакал да го прашам представникот од секторот за финансирање на Општина Куманово, овие предвидени додатни средства од кој дел од буџетот на општината ќе се одземат за да се додадат на ова инвестиција во заснова на овој проект. Дали ќе има скратување на средствата од буџетот од некој предвиден проект од програмата за развој за да се додадат како додатни средства за реализација на проектот кој се однесува на додатни работи кои се направаат со нов анекс
на договор за работи. Тоа што ме интересира е овие средства од кој дел од буџетот ќе се одземат за да се додаваат за финансирање на овој проект. Благодарам. Фалемдерит. Некој пријавен за дискусија првим, па потоа да ги слушнеме одговорите или одговорот. Невена Величовска бара збор, повелете. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувана општинска администрација. На разгледување имаме точката Предлог одлука за давање на согласност за обезбедување на дополнителни средства од буџетот на општина Куманово за кофинансирање на градежни активности за реконструкција на поранешен хотел Солун, наменети за засебна сметка на проектот. Најпрвен сакам да потенцирам дека ние веќе учествувавме во овој проект и определивме дел пари кои што беа според проектот планирани. Мене овде не ми е јасно зошто по втор пат да даваме пари во однос на кофинансирање на овој проектот. Сакам да прашам за какви градежни активности станува збор, дали претходно е планирано и се работело по еден проект, а сега си има сменато, на што се должи сето ова, ако можам да добијам објаснување во однос на хотел Сол. Ви благодарам. Благодарам. Има ли уште некој пријавен? Саша Арстич, повелете. Благодарам, председателке. Пред нас е одлуката за донесување за давање на дополнителни средства за реконструкција на поранешниот хотел Солун, за кој се водеше многу дебата во претходниот период, дали е хотел Солун, дали е Србија, дали е Југославија и така натаму. Тоа за мене не е многу битно. За мене е битно ако врз основа на проектна документација и врз основа на вредноста на проектот, Европска Унија издвоила 187.402 евра, Министерството за локална самоуправа со 15% учествува или 33.070 евра, тоа се околу 220.000 евра, а сега ние да дадеме уште 23.504 евра дополнителни средства за градежни активности. Ако разгледаме површината на тој објект или корисната површина вкупна не преминува 200 квадратни метри. Ако ги погледнеме цените за изградба на еден нов објект во Куманово се движат 400 евра. Да појдеме од предпоставка по специфичноста на тој објект, нека биде и цената 500 евра, ама 200 квадрати по 500 евра се 100.000 евра. А ние овдека имаме за реконструкција обезбедено 220.000 евра и сега уште 20.000 евра, 23.000 евра, тоа е веќе 240.000 евра, ние би добиле преку 500 квадрати нов објект. Па дали ова пресметка е добра за реконструкција, дали не е добра, тоа понатаму ќе се види и ќе се разгледа, меѓутоа математиката го кажува тоа. Благодарам. Ви благодарам. Бара ли уште некој збор? Нема. Тогаш ја молам најпрви раководителката на секторот за буџет и финансирање Ирина Илиевска да одговори, а потоа претпоставувам овластениот раководител на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција Александар Крстевски. Повелете. Добар ден на сите, почитувана председателке, почитувани советници, медиуми и колеги. Значи, ќе се обидам да дадам одговор на трите прашања кои што беа поставени од страна на советниците. Најпрвин да му одговорам на советникот, значи, Осама во врска, значи, со паричните средства, овие во износ од 23.000 евра, односно 1.452.000 денари. Ова се точно, согласно оваа одлука, дополнителни средства за овој проект, кои што треба да се издвојат од општинскиот буџет.
Овие средства нема да бидат намалени од ниту една ставка, значи најпрво треба да се донесе ова одлука, за да може да се направи проширување на самиот проект од страна на Европска Унија, значи да се прошири заедно со партнерот проектот, а после ова наше учество во вредност од 1.452.000 денари со наредната одлука на Совет, со ребалансот кој што ќе биде на наредната седница, ќе биде вклучен во буџетот и тоа во програма МБО, тоа е меѓугранична соработка, каде што се биле вклучени првичните средства, општинското учество, а и сите средства кои што се комплетно значи наменети за проектот, не само за овој, туку и за проектот кој што го имаме значи со Косово и проектот за улицата Братство и единство. Инаку средствата ќе бидат обезбедени на тој начин што во април има измена на Законот за финансирање на единици на локална самоуправа и е зголемен оној лимит кој што знаете дека до сега беше 30% од реализација на претходни 3 години, сега законот дозволува значи 50%, таа разлика од 20%, значи некаде по математика, нашата математика и по официјалните податоци кои што ги добивме од страна на Министерството за финансии, излегуваат 77 милиони денари со кои што ќе се прошири буџетот на наредната седница, значи од тие приходи, а веќе се распоредени поради тоа што е во подготовка ребалансот за наредната седница, се на приходи од продажба на државно земјиште и од наплата на комунали, значи ќе има покачување на приходната страна и ќе се дел од тие 77 милиони ќе бидат и овие 1.452.000 денари. Значи нема да има намалување од ниедна друга ставка. Што се однесува значи за прашањето кое што беше поставено од советничката Невена, сакам значи да одговорам дека ова е проект кој што е започнат во 2018 година. Како што и самите рековмете, во 2018 година општината донесе одлука на Совет, каде што се прецизира, значи 220.000 денари е вредноста на целиот проект за општина Куманово, а остатокот е значи за Дупница од страна на Европската Унија и таму требаше да има сопствено учество од 20% од вредноста на проектот, кое што општината го плаќа, а по реализација значи на целиот проект кога ќе се заврши, сега рокот нели е пролонгиран до крајот на оваа година со оваа одлука, Министерството за локална самоуправа ќе ги врати тие средства што се учество на општина Куманово. Тогаш вие донесовте одлука на 2.700.000 денари. Тоа беше учество кое што општината требаше да го исплати во 3 години, во 2018, 2019 и 2020. Во 2018 бидејќи бевме блокирани, не исплативме ништо, но во 2020 година ние исплативме ратата и за во 2019 и за 18 и за 19 спрема североисточниот плански регион каде што се води сметката значи на проектот. Во оваа година ги доплативме уште тие 350.000 денари, така да со тоа се заврши целокупната исплата по таа првична одлука. Тој првичен проект со кој што е конкурирано, значи уште кога е аплицирано пред Европската Унија, има основен значи проект кој што е направен за реконструкција на хотел Солун и целиот проект значи тежи 220.000 евра. Како значи советникот Саша рече дека тие се само за градежни работи, не е точно. Значи цел проект е 220.000. Тука влегуваат градежни работи, меѓутоа тука влегуваат консултантски услуги. Тука влегуваат плати на вработените кои што работат за проектот. Тоа го имате видено како составен дел на буџетот кога што се носел од 2018 па на навамо како што се префрла. Така да врз база на тој првичен проект со кој што се обезбедени овие средства, значи дојдено е, изберена е фирма градежна, направен е тендер, фирмата се вика Баджак од Скопје, значи има започнато со работа, меѓутоа во меѓувреме има потреба значи да се поднесе и да се бара согласност од ИЗИС, поради тоа што објектот е заштитен од конзерваторскиот центар и има потреба, значи конзерваторски центар бара ИЗИС да даде согласност за статичките податоци на објектот врз основа на она што е изработено од страна на ИЗИС,
покажува дека во првичниот проект не се предвидени дел од градежните работи и тоа конкретно значи една плоча и уште некои дополнителни значи потпорни ѕидови кои што е потребно да се направат за да најпрви може да се одржи стабилноста на овој објект. Врз основа на ова, значи, е направен друг проект од страна на јавното предпријатие Куманово план. Проектот покажува дека е потребно дополнителни средства. Овие дополнителни средства, значи, затоа се обезбедуваат како учество на општина Куманово, меѓутоа, со оваа одлука ќе се поднесе до Бугарија и ќе се обезбеди проширување на самиот проект, ќе се извади потврда од СЕП, се со цел за да може и овие дополнителни средства по завршување значи на целокупната постапка, онаа што ќе го исплати општината, да и биде вратено од страна на Министерство за локална самоуправа. Значи реков и за советникот Арсич, 200.000 евра е цел проект. Ова не се само градежните работи. Градежните работи значи се во износ од 4 милиони и 900, значи конкретно. Остатокот значи се однесуваат. Од тука има исплати на ИЗИС, има консултантски услуги, има 3 години значи има вработени кои што работат на овој проект. Има ревизија на самите проекти, има набавка на компјутерска опрема за самиот проект. Така да не можеме да ги оквалификуваме и да ги делиме колку излегува цената за по квадрат, пример за градење. 220.000 евра е цел проект во кој што влегуваат сите овие трошоци. Благодарам. Ви благодарам на исцрпното објаснување. На дел од нас ова ни беше потполно јасно и преку искуството што го имаме како членови на Советот. Некои од нас сме и професионално ангажирани во реализација на тој проект, некои од нас имаме и професионално искуство во спроведување на проекти од прекугранична соработка и од друг вид на проекти, така да за мене лично и за моите колеги кои имаат такво искуство, немаше сомнение никакво зошто се потребни дополнителни средства. Напротив, таму каде што работиме за плата, потполно сме во тек и сме дел од реализацијата и на овој проект, што за граѓаните да не предизвика недоразбирање, не се коси воопшто со тоа што работиме таму за плата и што гласаме овдека, затоа што таму работиме професионално како технички извршители, а сите одлуки кои се носат во врска со проектот ги носи Советот на регионот кој го сочинуваат градоначалниците на 6 општини што го сочинуваат Североисточниот плански регион, а ние вработените сме само во функција на извршување на работните задачи, немаме одлучувачка улога, така да не се коси нашите работни обврски тамо. Конкретно јас не сум ангажирана во тој проект, а има колеги што се ангажирани, не се косат нашите работни обврски тамо и нашите обврски задачи како членови на Советот. Напротив, во овакви случаи мислам дека нашата професионална позадина, бекграунд се само поен плюс во разбирање и реализација и спроведување на вакви проекти од заеднички интерес на општина Куманово, Североисточниот плански регион, Република Северна Македонија и општина Дупница во овој случај и Република Бугарија. Што барате? Реплика кому? На ръководителката, повелете. Почитуван раководител, во однос на вашиот одговор сакам да поставам едно прашање кое што ме доведе во една забуна. Доколку се менува проектот, нели треба да се поведе нова постапка? Тогаш каква дозвола има издадена општина Куманово и таа дозвола за кој проект важи? Дозволата е, сега ме збунивте, рековте дека е издадена од ЗИС или е дадена од општина Куманово? Молам за одговор. Благодарам. Ако само тоа прашувате да не излегува раководителката, тоа е посебна дозвола за
ИЗИС и како се вика Институт за заштита од земјотреси, кратко кажано, не мора од буква до буква, посебна дозвола за заштита на било кој објект, особено за вакви објекти што се под посебна заштита на конзерваторски центар на Министерство за култура. Посебна дозвола за стабилност во случај на земјотрес, а нема посебна нова градежна дозвола. Тоа јас си го тврдам. Не е така. Не сте во право, или немате искуство, или имате различни искуства. А ако сака да дополни раководителката, нека повели, или раководителот подобро, пошто имаше прашање до него. Повелете. За овој случај нема потреба од нова постапка, од нова дозвола, само ново дополнително барање, кое се вклучува со анекс или како веќе се вклучува и се одговара, може, апсолутно може. Не знам колку сте вие спровеле меѓународни проекти, јас бога ми бројот не им го знам. И тука некој што во овие 10 години што работам професионално, не знам какви се вашите искуства, такви се правилата, таму важат и национални правила, важат и правила на Европска унија по кои се постапува, така да апсолутно може, токму така е, и спроведувањето на тие проекти е контролирано од Министерството за локална самоуправа, од наши локални ревизори, од ревизори од Европска унија. Не се грижите, таму не може, ама ни влакно да им промакне, да им се испушти. Повелете. Добар ден на сите, почитувана председателка, почитувани советници, почитувани медии, почитувани колеги. Ќе одговорам на прашањето на советничката Милена. Значи, дозволата за реконструкција дава Министерство за транспорт и врски, а мислењето е согласноста ја дава ИЗИС. Доколку тоа беше вашето прашање. Доколку сака советникот Саша Арсич, ќе елаборирам за што се потрошени парите за проектот. Значи, за време на градежните активности почнати, забележано е несоодветно поврзување на приземните конструкции со несоодветни градежни материјали и тоа го воочуват надзорот хидроинженеринг од Скопје, добиено на тендер, заедно со конзерваторски надзор, бидејќи имаме два надзори на тој објект, од професорката Цветанка Хаџипецевска, бидејќи објектот, како што кажавме, е А категорија, е заштитен објект од втора категорија од конзерваторски центар и е препорака заедно со јавното претпријатие Куманово план, бидејќи има доправа на нов проект, во релација на првиот проект, да имаме мислење од ИЗИС. Институтот на земјоделско инженерство и инженерска сезонологија достави анализа за стабилност со техничко решение и зајакнување на изградбата на хотел Солун со технички број 2045, кој исто така го доставивме на координација на советниците. И истиот документ можеше секој да го види. Во него главно се предлага вризување на сите пукнатини на подрумските ѕидови, зајакнување на носечките ѕидови со армирано бетонски јакни, столбови, темели, поврзување на попречни ѕидови јакни и замена на дрвната конструкција, како што рече претходно нашата раководителка, со нова бетонска конструкција. Така да дополнителните средства се 5200 за подготвителни работи, бетонските работи се 12495 евра, ѕидарските работи се 1835 евра, молеро-фарбарските работи се 333 евра, армирачки бетонските работи се 3819 евра. Така да целиот проект само за реконструкција со договарачот од Баџак инженеринг е 101.000 евра. Доколку има други прашања, стоиме на располагање. Благодарам. Благодарам. Саша Арсич, реплика, повелете. Благодарам, председателке. Така, значи, благодарам за исцрпните одговори и деталните анализи. Во интерес на јавноста ми беше тоа, затоа што кружи во кулуарите дека тоа чини волку онолку. Сега ќе им стане јасно на сите каде одат средствата, како се потрошени, но сепак на крајот едно да знаеме дека таа реконструкција не чини по баеге, ама тоа нека е со среќа. Благодарам. Благодарам. Јас сега би го замолам раководителот, вршителот на должност или како веќе се викате, областен раководител Александар Крстевски, такава е позицијата, да објасните зашто се уште се трошат парите, освен за конкретна реконструкција. Во интерес на вистината,
Тие предвидени, добиени и потрошени или докрај потрошени пари не се само за градежни активности, туку има и други останати меки мерки. Ве молам да ги објасните. Кои се останатите активности? Не мора прецизно колку отприлика чинат и што се е направено во Македонија и заеднички со партнерот од Бугарија. Повелете. Ви благодарам, почитувана председателка. Значи, во проектот не е само реконструкција на хотел Солун, исто така имавме стратегија за туристички водич, исто така имаме организирано заради ковид ситуацијата, тоа е одложено на наредните месеци, треба да има еден голем музички хепенинг, исто така има човечки ресурси, има вработени тројца на проектот, има бизнис патувања во Република Бугарија и Република Бугарија доваѓаат гостите од Дупница кај нас. Значи, во главно тие се проекти, доколку сакате со детална анализа, бидејќи проектот го усвои Советот на општина Куманово, ние може на следниот состанок да им ги дајме детална анализа за сите потрошени средства и до каде се реализацијата до каде. Благодарам, доколку има поопшт интерес, може и на целиот совет, а јас би предложила во меѓувреме да му доставите на колегата или колегата советник да дојде до вас, а вие да му подготвите детална анализа, бидејќи тој покажа попрецизен интерес, а доколку сметате дека и сите треба да имаме, зашто да не и сите членови на советот, попрецизно колку средства, за што се предвидени, за што се потрошени, до каде сте со финансиската реализација на проектот, до кога предвидувате да се заврши проектот, кој ја врши ревизијата, кој врши контролата, се во врска проектот, ве молам да му доставите на колегата советник, немате тајни, тоа е јавна набавка, тоа се работи и по принципите, реков, и на домашното законодавство, и по принципите на набавки на Европска Унија, бидејќи тоа е проект за прекогранична соработка со партнер земја членка на Европска Унија, така да верувајте и да сака некој нешто да провлече, нема шанси, а прво никој ништо не сака да провлече, само сакаме да ги добиеме тие тешко освоени европски пари, бидејќи мора да ги освоите прво со добар проект, тоа е условот, и многу општина Куманово за жал досега немаше многу искуство со планирање и реализација на европски проекти воопшто, особено проекти од меѓугранична соработка. Во овој состав, во време на нашиот мандат, ова е веќе, ако не се лажам, трети или четврт проект на општина Куманово, после долги години, кога немаше ниту еден, имаше обиди, ама не и поминуваа, не и беа одобрени, за разлика пак, сега ќе направам споредба, бидејќи тука сме партнер ние од Североисточниот плански регион, кој работиме за 6 општини, што имаме, би реков, неброено, можам да го замолам колегата, голема бројка и на европски меѓународни проекти, ама на голем дел од тие европски меѓународни проекти, учесник била општина Куманово, ама некако конкретен партнер, а на крајот на кришата па резултатите и крајните бенефициенти секогаш се биле за сите 6 општини или за дел од општините, многу често за општина Куманово, така да општина Куманово можеби не била лидерски носечки партнер, можеби не била ни пратечки партнер во проектот, меѓутоа има посредни искуства преку Североисточниот плански регион, преку невладините организации, преку одредени основни средни училишта кои спроведуваат и реализираат меѓународни проекти и од програмата Еразмус и од други програми, така да не е тотално без искуство општина Куманово и дел од вработените таму имат претходни искуства во невладин сектор, во Североисточен плански регион, во одредени министерства, така да сметам дека има доволно капацитети, барем солидно да работат, се разбира никош не е доволно, можат и треба да се надградуваат, ама вака како што е поставено и со ваква помош од Североисточниот, од невладиниот сектор, од експертската јавност кога е потребно, таму кај што не знаеме треба да си признаеме, таму кај што ни треба експертска помош треба да си платиме честно, одговорно и транспарентно за експертска помош кај што ни треба, бидејќи таа мала цена е многу мала, тие што ќе ја платиме, а многукратно ќе ни се врати и со парите што ќе добиеме конкретни, и со резултатите за општината, за регионот, за младите во овој случај, бидејќи се работи за своевиден младински центар, ќе го користат и други возрастни структури, ама пред се за младите, тие бенефиции,
Тие резултати некогаш се видливи во градежни активности, некогаш не се опипливи со рака и не се мерливи со пари, меѓутоа имаат поголема вредност која не се мери со пари, ама се мери со младина која нема да ни лута само по улици, туку ќе биде ангажирана внатре во еден таков младински центар или како веќе ќе го наречеме, која младина кај што ќе има простор да ги покаже своите потенцијали и капацитети во современи иновативни технологии, информатички, уметнички, во младина која ќе нема предрасуди да не си ги познава првите соседи од соседна Бугарија, а вака ќе биде вмрежена, ќе се запознаат, нема да им биде проблем и баук јазикот, кој ни е многу сличен, нема да ни биде проблем да не ги познаваме ниту еден жител на соседни погранични општини од Република Бугарија. Таквите млади, кои што уште сега ги вклучуваме во вакви проекти, се своевиден мост, како што се впрочем и нарекува проектот, заедничка историја и култура, мост преку границите, своевиден мост со соседна Бугарија, со соседите воопшто, со кои имаме Србија, Косово, Бугарија, мост за соработка, мост за рушење на предрасудите, табуата, бариерите, мост за светла европска иднина на младите од овој град, од оваа општина и од оваа држава. Ви благодарам. Повелете дали некој друг ба разбора. Ако нема, мислам дека вредеше да слушнете малку, бидејќи некои од колегите ме обвинија дека попусто ја земам платата таму кој што сум вработена. Да, имаше и такви обиди во со цел да се дискредитира мојата личност, па слушнете малку што работам, бидејќи може кој ќе дојде на дневен ред точка за Североисточниот плански регион, можам да ви издвојам и дел што јас лично или колегата Владимир Павловски или сите ние заедно во овие десетина години, колку милиони евра, колку конкретни проекти, колку завршени и реализирани сме донеле за општина Куманово, за другите општини и за целиот Североисточен плански регион. Јас ви гарантирам дека тоа солидна бројка, сакате во евра, сакате во денари, дека тоа солидна бројка на изградени училишта, градинки, реновирани општински сали, тоалети за деца со посебни потреби, лифтови за деца со посебни потреби, проекти за улици, асфалтирани улици, туристички потенцијали, туристички центри. Не можам се да се сетам, не е тоа точка на дневен ред, да не ви одземам време, само да знаете дека Североисточниот плански регион е еден од најуспешните во државата, со најмногу реализирани проекти. А зошто е тоа така? Затоа што најмногу добиваме пари од државата. А зошто најмногу добиваме пари? Затоа што сме најнеразвиени, најниско на дно. Како најнеразвиен Североисточен регион од 8-те, добиваме најголем дел од колачот, условно кажано, од питата што се доделува од државата за регионален развој, ама ние добиваме бланко. Помина времето, во почетокот добиваме бланко, ма беа помали пари. Сега се поголеми пари, ама не се добива бланко ништо. Се освојува со квалитетни проекти. Доколку правиме добри проекти, парите ги добива центарот, кој работи за граѓаните, за општините, за невладиот сектор, за бизнис заедницата, за сите заедно. Ние сме ви сервис. Јас како дел таму сега во таа функција зборам, ние сме сервис на граѓаните, на општините, на невладиниот сектор, на бизнис заедницата. Во тоа име и како членка на Советот и председателка и како заменик директорка на центарот, ве поканувам во секое време да не посетите, тука сме соседи едни до други, да направите увид што точно работиме, како точно се работат овие меѓународни проекти, можеби нешто ќе научите, можеби ние ќе добиеме некоја корисна сугестија, па заеднички да подготвиме и да реализираме уште многу корисни проекти за градот, општината, за Североисточниот регион. Благодарам. Јас заклучувам расправата ако нема други пријавени и предлог одлуката за давање на согласност за обезбедување на дополнителни средства од буџетот на општина Куманово за кофинансирање на градежни активности за реконструкција на поранешниот хотел Солун, наменети за засебна сметка на проектот Заедничка историја и култура, мост преку границите, ја ставам на усвојување со кревање на рака која за тоа да ја усвоиме, донесеме ова одлука. Благодарам. Дали има некој против донесување на ваква одлука? Нема. Воздржани? 1. Благодарам. Со 16 гласа за, ниту 1 против и 1 воздржан, ја донесовме одлуката за давање на согласност за обезбедување на дополнителни средства од буџетот на општина Куманово. Рековме за кофинансирање на одредени градежни активности за реконструкција на поранешниот хотел Солун и да не го читаме по трети или четврти или пет пат целиот назив на проектот. Следната четврта точка од нашиот дневен ред
гласи квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за првиот квартал од 2021 година. Пред да продолжиме со работа, должна сум да прашам дали го очекуваме пристигнувањето на предлагачот на кварталниот извештај, градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски. Дали очекуваме да пристигне, дали има најавено, ако има најавено да ја со проспремни да ја ставиме понатаму. Во ред, значи, градоначалникот нема да не удостои со присуство кога ќе расправаме за кварталниот извештај, тогаш во негово отсуство би ја замолила раководителката на сектор за финансии и буџет, како овластена во негово име да презентира што содржи тој квартален извештај, само кусо да ни каже во интерес на јавноста, ние го погледавме за каков извештај се работи и би апелирала во иднина кога се работи за извештај за реализација на извршување на буџетот, да обезбедите присуство на градоначалникот, бидејќи во спротивно ваква точка од дневниот ред ќе биде тргната. Најодговорно кажувам. Не може да ние расправаме 4 пати за квартални извештаи, уште еднаш 2 пати за ребаланс, некојаш за некои слични, се на се, тоа се 6-7 пати во годината и со засебна сметка нека е 8 пати кога е нужно присуството на градоначалникот, мислам дека 8 пати во текот на годината може, треба и мора да издвои од своето драгоцено време и да најде простор во својата енормна зафатеност да ни презентира што сака да направи со буџетот или во овој случај што направил со буџетот во првиот квартал од 2021 година. Благодарам, поверете, раководителки. Благодарам, председателке. Значи, како следна на дневниот ред е точката за кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за 2021 година. Ова е стандардизиран извештај кој што се поднесува еден месец по истекот на секој квартал, значи согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, се поднесува до Министерството за финансии, до Советот за негово разгледување и усвојување. Се состои, значи, од 2 дела. Квартален образец К1, во кој што е дадена реализацијата и на приходната и на расходната страна. Образец К2, тоа се достасани обврски, а не намирени на општината. И постои и образец К3, меѓутоа тој образец е за долгови на јавните предпријатија, кои што веќе општината, значи, не го пополнува, односно не го изготвува, бидејќи од минатата година веќе е исплатен долгот за јавното предпријатие Водовод согласно МЕА програмата, така да тој образец веќе не се изготвува од страна на општина Куманово и има и образложение на овој извештај. Значи, согласно во образложението, значи, пишува дека вкупно остварени приходи за првиот квартал вкупна реализација, значи, на буџетот, тоа е 21% во однос на планот, од која што најголема, значи, реализација се буџетските приходи, односно даночните приходи, кои што за првиот квартал веќе се реализирани 22%. Неданочните приходи се реализирани 23%, додека трансферите и донации се реализирани во износ од 16%. Што се однесува, значи, до реализација на дотациите, исто и тука, реализација е 24%, реализација на самофинансирачките активности кои што се приходи на општинските буџетски корисници е 17%, а капиталните приходи за првиот период од годината се реализирани, значи, 17%. Се вкупно, како што реков, целокупната приходна страна е со реализација од 21%. После ова, значи, следат реализација на расходната страна, и тоа вкупно реализирани тековни приходи во буџетот се 18%, додека капиталните приходи се реализирани 5%. Морам да кажам зошто е ова вака. Знаете дека ова е прв квартал и сите капитални приходи се реализираат согласно, значи, Законот за јавни набавки и согласно распишување на тендерски постапки. Значи, Законот за јавни набавки требаш го предвидува планот да се донесе до крајот на јануари, што е и направено, и веќе сите постапки комплетно, значи, се распишани, се подпишани договори, значи, комплетно, значи, по развојната програма која што е усвоена, така да веќе реализација е започната и најголема реализација на овие капитални расходи ќе следи во вториот квартал,
бидејќи во првиот одио на распишување и почетокот на работите. Во овие 5%, значи од капитални расходи, влегуваат средства капитални кои што се испратени како основачки влогови, значи на јавните предпријатија, пред се, значи на јавното предпријатие Куманово газ за изградба на гасификациона мрежа, како и на јавното предпријатие Куманово паркинг согласно донесените одлуки на Совет. Сите програми што се однесуваат до јавните предпријатија, значи се реализирани со 25%, односно комплетно квартално се извршени и се исплатени средствата спрема програми на јавни предпријатија. Вториот образец, значи тоа е оној К2 образец на достасани а ненамирени обврски. Оној образец за кој што беше направена техничка грешка и вчера беше повторно доставен исправен. Значи ја и вчера објаснив, еве уште еднаш ќе кажам, значи 405.000 денари се обврски кои што општината ги има на крајот на првиот квартал, кои што не се исплатени, од нив 395 се средства спрема управата за јавни приходи и тоа не се исплатени не однемање на средства, туку поради тоа што и управата и должи на општината и се очекува, а веќе испроведено, тоа ќе биде прикажано во четвртиот квартал, значи компензација на средства помеѓу управа за јавни приходи и помеѓу општина Куманово. Сите други обврски кои што се достасани до општината се намирени, а тоа се гледа, значи, и од К1 образецот, бидејќи 21% е реализација на приходна, 17% е реализација на расходна страна, оние 4% се салдо кое што останува на жиросметка и не станува составен дел за работа на вториот квартал, започнувајќи од 1 април. Благодарам. Ви благодарам, раководителке. Дали некој бара збор или има некакво прашање, коментар по кварталниот извештај? Немам. Ја заклучувам расправата и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за првиот квартал од 2021 година го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за тоа да го усвоиме првиот квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово во 2021 година. Кој е за? Ви благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани нема. Заклучувам дека со 16 гласа за, ниту еден против и воздржан, го усвоивме кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за првиот квартал од 2021 година. Петата точка од денешниот дневен ред е предлог одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот буџет на општина Куманово за 2021 година. Повторно во интерес на јавноста би ја замолила раководителката кусо да ни презентира не вака толку детално. Едно е квартален извештај, едно е ваква одлука, да ни кажете со која цел носиме ваква одлука. Повелете, па потоа ќе добиете збор. Добро, се извинувам, раководителке ве молам. Најпрво советникот, почекајте. Советникот има дискусија или прашање, повелете. Повелете. Благојче Кимович бараше збор, повелете. Благодарам, почитувана председателка, почитувани членови на Советот, почитувани гледачи пред малите екрани. Денеска сме на точка од дневниот ред, која гласи предлог одлука за префрлање на вишок средства од сметка за блок дотации на сметка на основниот буџет на општина Куманово за 2021 година. Сакам чисто за јавноста да биде запознаена зошто ја носиме оваа одлука и зошто ние како Совет, односно како мнозинство, ќе ја донесеме оваа одлука и ќе дадеме согласност на оваа одлука. Се работи за средствата од блок дотации кои што од претходната година останаа во буџетот. Се работи за средства околу 43 милиони денари кои што беа во буџетот на општина Куманово за 2020 година, а со одлука на овој Совет беа префрлени за 2021 година. Па така, за јавноста сакам да известам дека овие средства кои што се денеска на дневен ред, односно овие 43 милиони, ќе бидат во оваа одлука испратени до владата која што ќе даде согласност за овие средства и на некој од наредните седници кога ќе носиме ребаланс на буџетот и кога ќе треба да ги вметнеме во развојната програма на општина Куманово,
точно ќе се знае за кој, но сакам да прочитам дел и да кажам дека овие средства, 43 милиони, ќе бидат наменети за основните и средните училишта. Што поточно ќе се изгради од овие средства за кумановската јавност да знае. Средствата од ова одлука, односно од овие 43 милиони, ќе бидат за изградба, реконструкција на мини детски игралишта и училишни игралишта на територија на општина Куманово. Партнерно уредување на училишни дворови, изградба и реконструкција на паркинг простор пред училиштата и санација на пристапни улици и јавно прометни површини до училиштата на општина Куманово. Така да овие средства ќе останат во општина Куманово и ќе бидат реализирани големи капитални проекти. Благодарам. Ви благодарам и Сонја Тодоровска бараше збор, повелете. Благодарам, председателке. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувана јавност. Денеска пред нас, како што кажа мојот колега, е предлог одлуката за префрлање на вишок средства, односно јас ќе кажам заштедени средства со одговорно однесување на нашите директори од 4 средни општински училишта од градот, на сметката на буџетот на општина Куманово, каде што се формираат во едни заеднички средства со кои што ќе се финансираат проекти од општа корист за сите граѓани, пред се за средните училишта. Почитувани, со оваа одлука владата на Република Северна Македонија продолжува со одговорно однесување кон општините, кон училиштата и граѓаните. Средствата заштедени во минатата 2020 година, затоа што сите знаеме дека се одвиваше онлайн настава на далечина, средства заштедени по однос на превоз на ученици и капитални инвестиции продолжија, легнаа на сметките на училиштата, останаа непотрошени и сега со оваа одлука ние вршиме пренамена на тие средства за изградба, односно реконструкција на училиштата, за осовременување на наставата. 43 милиони денари заштедени од 4 средни општински училишта од нашиот град ќе бидат пренасочени, како што рече мојот колега, за изградба, односно за нови проекти, како што се мини детски игралишта, уредување на училишни дворови, уредување на паркинг простор, толку потребен во градот и за нас, наставниците, и во градот, реконструкција на уредување на пристапни улици и тротоари во училиштата, осовременување на наставата, исто така купување на средства, нагледни средства во училиштата, смарт табли во сите 4 средни општински училишта во градот, се набавија смарт табли во сите училници, што значи целосно осовременување на наставата. Почитувани, ќе ве замолам сите да ја поддржиме оваа одлука и да продолжиме така, да продолжиме одговорно да се однесуваме кон образованието како најважна алатка во нашето општество. И благодарам. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор? Ако има дополнение раководителката, сега бидејќи советниците презентираат дел од причините за одлуката, ве молам само дополнение тоа што не го кажа. Повелете. Благодарам, председателке. Значи, ова е одлука за префрлање на средства, како што рекоа советниците, од блок дотациите на сметката на општинскиот буџет, согласно измени во законот, кои што се донесоа во април месец оваа година, и оние заштеди, значи, кои што се од училиштата направени, може да се префрлат и со нив да се финансира некоја надлежност во основниот буџет или конкретен проект согласно законот. Само сакам да напоменам, заштедите, како што рекоа и советниците, се од минатата година. Минатата година ние сме единствена општина која што успеа со ребалансот, значи овие средства да ги вгради во капитални инвестиции. Најголем дел од средствата, односно од 45 милиони, ние искористивме уште минатата година.
Со тие пари до крајот на годината сакам да ги наведам проектите кои што ги реализиравме и да кажам значи што уште планираме да реализираме од овие средства во 2021, а остатокот значи од 43 милиона ќе биде согласно оваа одлука за која што ќе се бара согласност од влада. Значи во минатата година успеаме да направиме обнова на паркет во салата Перо Наков, реконструкција на санитарните јазли во гимназија Гоце Делчев, набавка на интерактивни табли за сите средни и основни училишта, набавка на надгледни средства за сите основни и средни училишта, реконструкција на парното грејење, поправка во основните училишта Браќи и Крстем и Сирков, реконструкција значи на фасада на Наце Буѓони, тоалети во Студена Бара, кров реконструкција на Магдалена Антова, набавка на компјутери во сите средни училишта, изградба на спортски игралишта во сите средни училишта, освен значи училиштето Сами Фрешери, реконструкција на прозорци во училиштето Сами Фрешери, реконструкција на централно топловодно глеење во средното општинско училиште Наце Буѓони, партнерно уредување во Наце Буѓони, набавка значи на наставни помагала, како и набавка на дополнителни значи средства кои што се потребни за работа на сите основни училишта. На крајот на годината останаа значи 65 милиони денари мимо овие потрошени кои што со завршна сметка ги пренесовме во буџетот за 2021 година. Од тие пари општината веќе значи пред да излезе овој закон започна и распиша тендерски постапки за реализација на следните проекти и тоа доста покрупни кои што се однесуваат за средните и основни училишта. Целосна реконструкција на кровната конструкција на училиштето Кочо Раци, фасада дополнителен дел на Наце Буѓони, фасада на гимназија Гоце Делчев, гасификација на спортска сала Перо Наков, реконструкција на санитарни јазли, на прозорци и врата исто на Перо Наков. Значи, мимо се ова што ќе биде реализирано, остануваат уште овие 43 милиони денари, кои што ги префрламе на сметката на основниот буџет, значи по добивање на согласност од влада и ги вклучиме на една од наредните седници во ребаланс на буџетот, меѓутоа и тие повторно од училиштата ќе бидат искористени значи за училиштата. Меѓутоа бидејќи се земаат од програма за средно образование, најголем дел од овие значи ќе се искористат за изградба на спортски игралишта во основни училишта. Значи се земаат од програма N20, а ќе се носат за изградба на сите потреби игралишта во основни училишта, односно програма N10, која што ќе биде вклучено во буџетот за 2021. Ви благодарам. Советникот Осамо Младени бараше збор или пак реплика. Ќе каже тој. Збор повелете. Почитувана председателке, почитувани граѓани. Што се однесува на оваа точка на дневниот ред во врска со префрлување на вишок на средства од сметките на од средните училишта во вредност од 43 милиони денари и ако јас не грешам во пресметување е се околу 700.000 евра, една голема сума. Значи имало и порано средства од 1 милион евра кои биле вишок од средните и основните училишта на општина Куманово. Ако ја гледаме оваа сума, навистина е една сума која за мене е чудно како може училиштата да не ги трошаат овие средства, кога ја знаеме состојбата на училиштата и условите, без разлика дали се основни или средни училишта, особено гимназијата Сами Фрешери, кои и ден денеска, иако во тој објект учат повеќе од 20 години, не знаејќи кој е собственик на тој објект. Ова е поголема чуда, бидејќи секој објект има собственик, но не знаеме ние кој е собственикот.
и тие ученици или училиштето Сами Фрашери нема право да врши реконструкција бар надворешна на објектот, бидејќи не дозволува собственикот, а не знаеме кој е собственик. Верувам дека повеќето од средствата низ години биле вишок од училиштата Сами Фрашери, бидејќи средствата кои треба да се трошат за реконструкција на објекти нема право да ги користи. Тука се спомна, во сите овие средства, значи, се спомна каде ќе се трошат овие. Добро е да се трошат за училишта, за изградба на и спортски игралишта за деца, но има 2 години што јас барам инвестиција во основното училиште Битолски конгрес во село Лопате, бидејќи таа училиште има канцерогенен кров. 2 години се зборува за проект за тој кров, 2 години, значи, поред се презентира тој проект, а нема реализација. Затоа предлагам од овие средства да се смени кровот на основното училиште Битолски конгрес, за да можат тие ученици да учат под нов кров и да не се изложени на канцерогени болести. Значи, тие ученици и немаат потреба, освен потребата за таблети и компјутери, имаат потреба и за кров, за да можат да ги избегнат канцерогените последици. Значи, и преку представницот на секторот барам да се предвидуваат средства, бидејќи јасно се гледа дека проектот е готов, а реализацијата на проектот, средствата ги имате, проектот го имате, барам од овие средства да се врши реконструкција на кровот на основното училиште Битолски конгрес. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени. Ја заклучувам расправата по оваа 5-та точка од денешниот дневен ред и предлог одлуката за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот буџет на општина Куманово за 2021 година ја ставам на гласање. Со кревање на рака, кој е за тоа да ја донесеме оваа одлука, повелете. Ви благодарам. Кој е против донесување на ваква одлука? Нема. Дали има воздржани од гласање? Нема. Ви благодарам и заклучувам. Со 16 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан, ја донесовме и оваа одлука. Стигнавме до 6-та точка од нашиот дневен ред, која гласи Предлог одлука за определување на крајбрежен пояс на Липковска река во катастарска општина Лопате, вон градежен реон, општина Куманово, за дел кој се наоѓа вон опфат на ова кратенка не знам точно, може да ми е појаснато од урбанизам УПВНМ, местност викана Шамак, катастарска општина, ОПАЕ, општина Липково. Отварам расправа по оваа предлог одлука и би го замолила секретарот да ни појасни што точно значи ова УПВНМ. Ве молам за јавноста, за мене и за другите членови на Советот, бидејќи имам предпоставки, ама не сакам да шпекулирам, сакам точно да знам, повелете. За план за вон населено место предпоставам, а кажете го до крај. Ајде. Добар ден на сите, почитувана председателка, почитувани советници, почитувани медиуми и општинска администрација. Денеска е на дневен ред точка со наслов Предлог одлука за утврдување на крајбрежен појас на Липковска река во катастарска општина Лопате, вон градежен реон во општина Куманово за дел кој се наоѓа вон опфат на урбанистички план вон населено место за местноста викана Шумак, катастарска општина ОПАЕ, општина Липково. Станува збор за урбанистичка планска документација која што е во надлежност на општина Липково
за плански опфат кој што граничи со катастарска општина на општина Куманово. Бидејќи при регулација на речно корито на самата река, едниот брег се наоѓа во владење на општина Липкова, а другиот брег е од страна под надлежност на општина Куманово. Со самата регулација на речно корито, согласно законот за води, потребна регулација на река да се изврши од двете страни. Така да со изработена хидролошка студија утврдена е потреба дека заштитниот појас на река Липково треба да изнесува 5 метри, така да општина Липково има донесена одлука која што се однесува на крајбрежен појас од нивна страна и потребно е општина Куманово да донесе одлука со која што ќе се регулира заштитниот појас на река Липково во површина која што навлегува во катастарска општина на општина Куманово. По изработена хидролошка студија, Министерството за животна средина преку секторот за води има дадена согласност и е потврдена дека заштитниот појас треба да изнесува 5 метри. Така да денеска на дневен ред е одлука со која што ќе ја потврдиме дека заштитниот појас на река Липково за урбанистичкиот план кој што е со планскиот опфат на територија на општина Липково, а заштитниот појас навлегува во катастарска општина на општина Куманово треба да изнесува 5 метри. Ви благодарам на исцрпното образложение. Дали некој друг има прашање, коментар или дискусија по оваа точка од дневниот ред? Нема. Заклучувам расправата и предлог одлуката за определување на крајбрежен појас на Липковска река во катастарска општина Лопатен во градежен реон општина Куманово за дел кој се наоѓа во опфат на урбанистички план во населено место, местност викана Шама, катастарска општина Опае, општина Липково. Ве молам да се изјасниме со кревање на рака кој е за донесување на ваква одлука. Кој е за? Ви благодарам. Кој е против ваква одлука да донесеме денеска? Нема. Дали има некој кој се воздржува од гласање? Нема. Заклучувам дека со 17 гласа за и ниту еден против и воздржан ја донесовме и ова одлука. Седмата, воедно и последна точка од денешниот дневен ред е предлог решение за разрешување и именување на представник од општина Куманово, член на училишниот одбор во општинското основно училиште Толи Зордомис Куманово. Отварам расправа по ваквото предлог решение. Дали некој бара збор? За збор се пријави советникот Томица Илич, председателот на комисијата за именување, избори, мандатни прашања и така натаму. Повелете. Благодарам, почитувана председателка. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања му предлага на Советот од функција представник од општина Куманово, член на училишен одбор во општинско основно училиште Толи Зордомис да го разреши Љузим Илјази, а за представник од општина Куманово во истоименото училишен одбор во општинско основно училиште Толи Зордомис да го избере Куштрим Сулејмани, роден 24.9.1984 година, средна стручна спрема, вработен во нотарска канцеларија Мартин Божиновски. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Дали некој друг бара збор или има некој друг предлог? Нема. Ако нема друг предлог и дискутант, ја заклучувам расправата и конкретниот предлог го слушнавте на Комисијата за избори, именување и мандатни прашања. Го ставам на изјаснување и ова решение за разрешување и именување на сега предложениот нов представник, господинот Куштрим Сулејмани, ако не се лажам, го ставам на гласање. Кој е за тоа да го донесеме ваквото решение? Кој е за? 15. Ајде уште еднаш, ве молам. Ви благодарам, значи 16 гласа за. Кој е против? Нема. Дали има некој воздржан? Еден. Ви благодарам и заклучувам дека со 16 гласа за, ниту еден против и еден воздржан, го донесовме решението за разрешување и именување на представник од општина Куманово, член на училишниот одбор во општинското основно училиште Толи Зордомис Куманово. Со ова ја исцрпевме расправата и точките од денешниот дневен ред. Пред да ја заклучам 51-та седница, дозволете, почитувани колеги, членови на Советот, почитувани представници на општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, јавните установи, почитувани представници на медиумите и на крај и пред се, почитувани граѓани на општина Куманово,
дозволете да искористам оваа прилика во свое лично име како председателка на Советот на општина Куманово, во името на сите членови на Советот на општина Куманово, во името и на овдека присутни вработени во општинската администрација, да ги честитам предстојните верски и државни празници, а тоа е големиот христијански празник на православните верници, на верниците од православна вероисповед, големиот верски празник Великден, кој е воедно и државен празник. Ви ги честитам празниците и ви посакувам добро празнично расположение, многу успех, среќа, спокој и празнична благосостојба во домовите пред се на православните верници, но и домовите на сите граѓани на општина Куманово, на припадниците на граѓаните од муслиманска вероисповед им посакувам лесни рамазански пости, да обстојат и издржат во постот кој го спроведуваат уште некое време, бидејќи ни престои и големиот верски празник на верниците од исламска вероисповест, празникот Курбан Рамазан Бајрам, не Курбан, се извинувам, празникот Рамазан Бајрам, ним лесни пости и на верниците кои постат, а се православни верници од христијанска вероисповед, а на сите останати граѓани кои се верници или не се верници, им посакувам добро расположение, убаво да си поминат надворе пријатен, пролетен ден, имаме добра прогноза за празниците, ве повикувам сите да славиме, меѓутоа одговорно да се однесуваме, да се посетуваме едни со други, соседи, комши и пријатели, верници, муслимани, христијани, верници, атеисти и останати, меѓутоа во тие посети взаемни, кои ќе бидат израз на взаемна почит, на взаемно другарување, да ги следиме протоколите и мерките, да ги почитуваме понатаму, да ги почитуваме мерките за носење на заштитна маска, да ги почитуваме мерките за дистанца, секогаш кога тоа е можно, да ги почитуваме мерките и протоколите за работењето на ugostителските објекти, кои се отворени за време на празниците, но само во летните бавчи, летните тераси, и е дозволено само по четворица да седат на маса, да ги почитуваме мерките и протоколите за дистанца и за чувување на собствено здравието на нашите сограѓани и во ноќта меѓу 1 и 2 мај, всушност ноќта пред големиот празник Великден, кога ќе работат кога нема да имаме полициски час, кога ќе биде слободно движењето, меѓутоа таа слобода и тоа отстранување на таа забрана за движење не е направена со цел да се групираме, да се доближуваме непредпазливо, па да ја прошириме пандемијата, туку е направена со цел верниците од православна христијанска вероисповед да можат да ги практицираат своите верски обреди во текот на ноќта пред голема сабота и денот недела, големиот празник Великден. Уште еднаш, среќни празници, бидете живи и здрави, се гледаме по празниците на некој од наредните седмици. Ви благодарам.